По мноштвото реакции од земји членки и функционери на Европската унија против раздвојување на Северна Македонија и Албанија, еврокомесарот Оливер Вархеј, кој ја предизвика бурата, денеска иронично коментираше дека е многу среќен што слушаот и државите членки се навистина подготвени за закажување на првите меѓувладини конференции со двете држави. This is very good news. I'm very happy to hear that. So far this has not been so clear. Тој има чувство дека можеби бугарската позиција, која што е представена во моментов како единствениот проблем, е всушност на некој начин кринка за позициите на другите држави кои што имаат резерви кон проширувањето. Не е тајна дека не само оние држави што отворено се противат на проширувањето се во суштина противници на овој процес, туку постојат и други држави кои што се зацкриваат зад ставовите на оние кои што тоа отворено го прават. Зошто тогаш моето следно прашање е Македонија се крена толку гласно против раздвојување? Оти сигурни ли сме во таа смисла дека кога на дневен ред ќе дојдат заедно Северна Македонија и Албанија, Холандија, Данска, па и Франција ќе се согласат со почеток на преговори со Албанија?